Добро утро, почитувани слушатели. Се извинуваме за доцнењето на вториот ден во пролетта во Македонија. Се извинувам навистина, моја вина овој пат, но затоа ви подготвивме една прекрасна, феноменална емисија со многу ексклузивни детали. Ово утро со мојот, не знам кој, јас сум копилот, со мојот пилот Ивица Боцевски. Два пилота, како беше онат, тути албанези, тути команданти, Втора светска војна. Тути лидерези, тути пилоти, команданти и така дале. Иако веќе у Рачиново, нели, имаше една пилотска школа, една тест академија. Ивица, добро утро. Добро утро. Работниот наслов на оваа емисија се вика "Кој е пеколниот план на Дуи", а е инспириран од низа на наши анализи, де твои, де мои, кои сега ќе ги сублимираме во една пехар емисија, во една круна на тоа што планира да направи Дуи од нашата држава. Ајде, не сме само ние 20, се мораме да бидеме искрени, ова го дискутираме и со многу наши блиски, па би ги нарекол веќе и соработници, луѓе од интелектуалната сфера, новинари. Еве ке тебе беше избега од мене Горан Момировски во емисија. Но ова го имаме значи да бидеме вака на чисто, почитувани слушатели, ова што ќе го чуете не е само наши анализичи некои, ова се и податоци, информации кои ние ги добиваме дел од Дуи, дел од огнените, дел од опозицијата на Дуи, така што работите не се баш така значи, прво да идеме, пред да отпргнеме таму, да дадеме еден осврт на она што вчера било во Чаир. Мои информации, предпоставам дека ти дојде до слични информации, дека не наишло тоа на онаа масовно што беше очекувано. Да, Артан Груби и Али Ахмети доживеа целосен дебакл синоќа во Чаир. Дека било така, да речеме, типичен митинг како за меѓуизборен период, што значи без некој посебен интерес. И многу помалку луѓе од најавеното, многу помалку луѓе од очекуваното. И што би рекле, нели, оние кои сакаат да се прават паметни користејки англицизми, кост бенефитот од овој настан е многу мал според она што јас го имам како информација. Јас слушам дека па и обратен. Затоа што Дуи навистина потрошиле многу пари, таму беа викнати барем од оние во албанската фела едни од повидните, како се вика, повидните пејачи, повидните автори, албанци, нели, артисти, што значи дека Дуи де факто потроши многу пари, нема никаков ефект. Значи, како се вика, крв да им се сторат. Сите уметници што се од албанската етничка заедница во Македонија, ги храбриме, нека настапуваат, нека земаат колку што е можно помасни хонорари, нека си ги развиваат своите пејачки, како се актерски и други способности. Имаме ли проблем со тоа? Немаме, напротив. Како беше она на мало, нека светаат 1000 светови. Така. Но она што се слушна вчера и за тоа, мислам дека ти ке имаш во текот на денов повеќе податоци, утре ке знаеме. Вистина ли е дека до таму е работава да СДСМ асистирало на митингот и дека Зечевич и Ковачевски биле вложени во организацијата на ние го баравме пеколниот план на Зечевич и Ковачевски, уствари они имале пеколен план да го остварат пеколниот план на Али Ахмети. Значи значи имало едно терцирање, како да кажам. Не имало терцирање, туку македонци што не знаат збор албански и што ништо не разбираат што се зборува на тој митинг, биле носени од страна на СДСМ. Мои пријатели кои ги имам од СДСМ ми го кажаа тоа вчера. Значи, буквално во партиските Ма тоа создава многу нервоза, види. Во партиските штабови на СДСМ ги се правиле списоци, се правиле списоци од администрација. Албанци топтан на сите што биле во администрација им било звонето, па дел од нив, нели, кажувале болен сум, ова ми е, она ми е, така, имале некои
интересни реакции би рекол. Ова е добро. Ова е интересен развој. Но, ај сега да се вратиме на она што ни беше тема на... Пеколниот план на ДУИ, наслов, поднаслов, извеđачи Али Ахмети и Артан Груби. Не, ке идеме, знаеш што да анализираме, Лјупчо. Значи има една ситуација која што реално се заканува до година. Повеливица. Што е тоа? Значи, Почитувани слушатели, слушнете го Пеколниот план, конечно, и ставете субскрайб на нашиот канал, затоа што вакви анализи, вакви разговори, вакви ексклузивни гости, ако утрово немаме гости, за да гледате цело време, треба ние да имаме одредена поддршка од вас. Ви благодариме на сите преку 200.000 луѓе во последните 28 дена кои гледаа на YouTube Еспресо со Златев и Боцевски. Бенчмаркот за наредната емисија ни е за наредниот месец ни е 300.000 прегледи. Доколку успееме да стигнеме до 300.000 прегледи, односно над 10.000 прегледи дневно, верувајте, ништо не може да го замолчи Еспресо со Златев и Боцевски. Ајде да се вратиме значи на темата. Што е реалната опасност која што ни се заканува до година? Да пробаме да ја нацртаме. Во ред? Постои можност, реална. Затоа што кога е направен нашиот устав во 90-та година, внесени се внатре одредби кои што се буквално динамит и можност за влез во тешка уставна криза. Тоа е членот на уставот кој што вели дека за успешни избори претседателски потребно е во вториот круг да излезат над половина од впишаниот број на избирачи. Оваа одредба со уставен амандман беше потоа намалена на 40%. Точно. Значи, ако 40% не излезат на избори, во вториот круг, изборите се поништуваат. Што се случува во тој момент? Според нашиот устав, или континуитетот на владењето мора да се обезбеди. Во тој случај, техничката роља на водење на државата, председател на државата, ја презема председателот на собрание. Со тоа што во Македонија ниту уставот, ниту законите не предвидуваат намалена, редуцирана роља на техничкиот шеф на државата. Напротив, тој ги има истите ингеренции како избран шеф на државата. Значи, доаѓаме до оваа ситуација, Лјупчо. Согласно договорот ДУИ СДСМ, ДУИ во наредните неколку месеци ќе инсталира свој премиер. Тоа ќе биде Фатмир Бесими, Бујар Османи или Артан Груби, ќе видиме. Види, сега па слушам една нова варијанта. Го споменуваат овој дечково кој што не остави лош печаток, како се викаше, што беше за животна средина, министер. Тој за англиски се збореше. Да. Значи, и зашто делува, нели вака, цивилизирано, спастрено и така натаму делува, сериозно, европски делува. Значи, можно да дојдеме во ситуација кога во еден момент председателот на државата, председателот на собрание, председателот на владата, министерот за надворешни работи и министер за финансии ни доаѓаат од иста партија. Клучната моќ во државата, Лјупчо, чуварот на државниот печат и на државната меморија, тоа е дипломатијата, и последното е чуварот на државниот трезор, тоа е министерот за финансии. Сега, што е тука проблематично? Проблематично е што во една демократија владата треба да ја изрази волјата на народот. Не постои, најди светски пример, каде што партија која што има 10%, помалку од 10% од гласовите и помалку од 10% од пратениците, има ваква невидена моќ. Значи, тоа е чекор кон една сериозна уставна криза. Сега, ајде да дополниме, да кажеме и нешто што не е слушнато. Според уставот се вели дека избори се распишуваат во последните 90 дена од мандатот на собранието. Или, одредбата е 60 дена по распуштање на собранието. Од извори кои што ни доаѓаат од СДСМ и од ДУИ. Ти што би го нарекол Пеколниот план. Слушаме сега дека можно е
да направат една уставна травестија, да направат едно подигрување со уставот и наместо јасниот уставен принцип дека изборите мора да се спроведат во рок од 90 дена, значи 8 август беше конститутивна седница на парламентот, 8 август 2020, минус 30, значи некаде 8 мај доаѓаме или? Да, 9, да. 10 мај. Да. Значи еве најрано ако дај да извадиме да видиме на да не зборуваме на памет и ти. Опе парнана затргнав. Значи најрано изборите може да се одржат во еве го 10 18 мај. Добро. Меѓутоа нема доат на таа варијанта. Добро. А најдоста, значи може да се одржат изборите, значи може да се одржат за да се одржи таа седница едно друго. Некаде во јули, ама еве, они кои дат на варијанта на 10 август Добро. да се прогласи распуштање на собранието и да добијат уште 60 дена, што ќе рече некаде на 12 или 19 октомври да имаме избори. И се замисли во овој период април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, 7 месеци. Моќ концентрирана во една партија. Ајде да идеме понатаму, да разградуваме уште по луди сценарија. Ајде. Председателот може да распише да прогласи вонредна и воена Значи, состојба. генерално, тој има апсолутна власт во Македонија, почитувани слушатели. И за како на топшопи, тоа не е се. И тоа не е се. Доколку се јавите во наредните, ќе имате министер за финансии, ќе немат само МВР генерално. Не има, чекај се, идеме понатаму. Ајде. Председателот може да донесе вонредна и воена состојба? Може. Тогаш владата носи уредби со законска сила. Да. Замисли се распали во тој период со трошење на буџетот онака како што тие знаат. Ништо чудно. Замисли што ќе се случува овдека. Ова е едно сценарио кое што треба да се спречи. А може да се спречи само со 61 пратеник на ВМРО ДПМН. Па добро сега, види. Прво да идеме на избори, така? Согласуваш со мене? Апсолутно да. А од изборите понатаму ќе видиме како ќе ја тераме. Меѓутоа, прво е тоа, по мене. Сега може грешам. Не, далеку од грешиш, во право си, но останува да видиме што ќе се случува понатаму. Значи, дали ја свати логиката на... Апсолутно да. Логиката е јасна, логиката е концизна. И се ова треба да се предухитри. Прво ние треба постојано да ги прашуваме овие дали им е тоа планот, така? Да. И од тука натаму да видиме како ќе ја тераме работава. Ивица, на вистина ова беше експлицитно во првиот дел во оваа емисија. Почитувани слушатели, доколку не гледате во живо, ве молам прокоментирате. Велат се чувствува апартхейт, резил, колку ниско се спушта. Но кога зборуваме за апартхейт, само да кажеме, ова не е апартхейт меѓуетнички. Тука мораме да ја направиме таа црта. Ова е апартхейт партиски. Зашо пази, Лјупчо, во моментов една од најдискриминираните популации во Македонија се кои? Албанците што не се во ДУИ. Да, но има тука и една друга варијанта. Јас согласувам со тебе начелно. Не бе начелно. И не сум албанофоб. И далеку сум од албанофоб, но јас ти кажувам дека просечниот македонски граѓанин, просечниот македонец баш не гледа како тебе на овие работи. Меѓутоа просечниот албанец гледа многу полошо од мене. Добро. Ова создава своевидна, како да кажам, фрустрација кај македонскиот народ, дека тоа е малцинство во својата земја. Ме разбираш? Ама чекай се. Иако е мнозинство во својата земја. На ДУИ, ако сакаме да му помогнеме на ДУИ во моментов. Добро. Тогаш ние треба да се согласиме со таа анализа.
Не сакаме да му помогнеме на Ако Дуи, не нема сакаме да му помогнеме на Дуи. Ако не сакаме да му помогнеме на Дуи, тогаш треба поинаку да тераме работа. Тоа поинаку на терање на работата е да ги согледаме нештата какви што се. Односно, да ги согледаме нештата токму на овој начин како што објаснувам јас. Односно, ајде да пружиме рака и да видиме што се случува, да прочитаме што се случува кај луѓето кои што не се од Дуи. Да, имаме пауза одредена ивица, некој прекин во интернетот, се слушаме. Добро. Со почитуваните слушатели многу наскоро. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Дуи е моќна организација, особено во Македонски Телеком. Но ние не би биле ние доколку немаме резервна варијанта, така што сега сме на резервната варијанта. Ајде, Ивица. Значи, откривме дека заговорот на Али Ахмети и на Дуи, односно на мозокот веројатно за цела таа операција Артан Груби, е да се создаде една состојба во која што би имало премиер од Дуи, но и председател на државата да биде Талат Џафери. Тоа значи, еве за нас кои сме култивирани премиер и председател од Дуи, но за обичниот човек кој го гледа сето тоа ќе биде премиер и председател албанец, што ќе придонесе за додатна на електризација на македонското општество. Така да кажам, не е проблем што е албанец, еве, ако некој од ако ВМРО ДПМН или СДСМ предложат кандидат албанец и тој зема мнозинство, кој ќе има против таква работа, Липчо? Никој. На крајот на кришата се сеќаваме една кампања која што водеше на времето Имер Салмани. Кога он доби неверојатни над 100 и кусур илјади гласови во средини каде што нема ниту еден албанец. Да, Се сеќаваш на тие моменти? се сеќам како не се. Значи никој нема проблем со тоа, со како се вика тоа, со етникумот на луѓето во Македонија кои што се на било која позиција. Па на крајот на криштата, бе, Липчо, ајде да бидеме искрени. Баре било кој европски пример, кај што за председател бил избран човек кој што бил од религиозно малцинство кој што не брои 1% од бирачите. Така е, не. Еве баре, ајде. Каде во Европа се случило за председател на општи избори да биде избран биде избрана личност, нели? Која што доаѓа од малцинска заедница која што не брои ни 1% од народот. Нигде. Што беше Борис Трајковски? Беше протестант, да. Така. Колкава е таа заедница во Македонија? Прилично мало. Нема ни 1%, така? Прилично мало. Дали воопшто во таа кампања некој од тоа направи тема? Никој не направи. И па зошто не направи тема? Од една единствена причина што Борис Трајковски беше председател на сите граѓани со сите негови доблести и мани. И слабости, да. Да. Тоа е нели разликата. Значи тоа значи токму затоа не е битно. Битно е да се фокусираме на тоа кој ќе има апсолутна моќ во оваа земја. Тоа е Али Ахмети. И Дуи генерално се не е само Али Ахмети, таму не е тој сам. Гледаш дека околу него има еден целкуп на ликови, како да го наречам тоа, не знам. Да, баш така. Така што види, целта е се во наредниот период ние ќе мора да ги извадиме работите на чистина, да праќаме дечки вака ли ке тераме. Мислам дека согласуваш со мене околу ова. Се согласувам целосно со тебе, Ивица, и мислам дека треба македонското општество полека да сваќа со кого си има нели работа. И македонското општество треба да се мобилизира околу спречување на оваа тенденција, ова де факто веќе криминална организација со многу финансиски скандали,
Да, биде Наводно сега, тоа треба да се докаже. наводно, но веќе баш и не е толку многу наводно, затоа што кога ќе видиме како функционираат, што прават и така натаму, гледаме дека баш и не е толку наивна работава, гледаме секојдневно скандали. Не, тие сакаат, мислиш, да искористат оваа ситуација, да инсталираат една знаеш, она која ти текнува која му се подсмеваа на Трамп дека не постои длабока држава. Нема значи во секоја држава постои шанса во администрацијата се вгради една група која што ќе има своји интереси и каде што тие понатаму ќе функционираат на еден ќе функционираат спротивно на јавниот интерес излезен преку избори. Да бидеме искрени, дуи навистина добро си е брка таа работа. Нели, да инсталира таква, како да ја наречеме, нели, длабока држава. И всушност тоа е главниот пеколен план на оваа организација во изминатиот период. И тоа не е во ред. Значи, една партија треба да прави политика, а не да прави длабоки држави. Кој мисли дека е во ред, навистина има проблем со поимањето на поимот демократија. И на поимот политика. Да. Ивица, го спомнавме вчера митингот. Спомнавме дека вчера од СДСМ имало повици и нивните членови ги носеле таму со автобуси за да го појачаат малце Артан Груби и Али Ахмети. Има неколку теории зошто СДСМ е толку наклонето, па и Али Ахмети е толку наклонето кон Артан Груби, кој буквално од нигде изникнува. Сега, вака, ќе направиме една паралела, така. Ако го знаеме Изет Меджити. Не, види, она што јас само ти кажам, значи вака еви ја прв пат да се повикам на стара скопска линија, ако дозволуваш, така? Добро. Еден мој близок пријател, кој што е постар од мене, дури не можам да го наречам пријател, е подобро да го наречам познаник, кој што е еден од ветераните на некогашниот фудбалски клуб кој што за жал веќе не постои. Се сеќаваш на онај, како се викаше, Балкан Стоко Комерц. Добро. Значи, Балкан Стоко Комерц е еден од Балкан Стоко Комерц беше компанијата која што после го поддржуваше. Балкан е еден од најстарите клубови во Скопје и тоа беше клуб на чаирчани. Главно на чаирчани македонци, така. Добро. Додека слога, христијани да речеме, не македонци. Додека слога беше, да речеме, еден клуб каде што повеќе беше чаирчани муслимани. Добро. Татко му на Артан е познат ветеран на фудбалер на слога. Не сум го знаел. Сега го знаеш овој. Не само тоа, неговите соиграчи тогаш од Балкан, па и од слога, затоа што види и покрај тоа што веројатно навивачите беа повеќе отколку самите клубови беа многу мешани, Липчо. Во тоа време на комунизмот, нели? Навивачите може би беа малку поразлични на овие два клуба. Се сеќаваат на таткото на Артан како еден од луѓето кој што не покажувал некакви си знаци дека овие национални теми му се значени и како човек кој што буквално верувал во принципите на братство и единство. Ме разбираш? Да видам, да не верувам се. Сега јас ова го кажам од луѓе ова го кажам од луѓе од кои што верувам. Очигледно не фатила онаа познатата, нели, пермиса каков татко, таков син. Тоа би рекол. Во однос на Артан Груби, оно што е интересно, Боцевски е тоа дека, значи види, прво Артан Груби не е некој човек што го познава многу добро теренот. Теренот се знае во Дуи, го држеле секогаш Муса Џафери, Изет Меджити и така натаму. Овој што е од Царе градоначалникот, луѓето кои сега се во огнените. Добро. Од друга страна, исто така јасно е веќе дека не е јасно, веќе тоа одамна е јасно, од Day Zero е јасно дека Артан Груби не е некој интелектуалец, нели, за разлика од Бујар Османи, што може да му најдеме мани, ама не може да кажеме дека не е екстремно образован интелектуалец. Така? Кој? Бујар Османи. Доктор. Или пак не, види, за него можеме да кажеме дека е доктор, факт е тоа.
гледаме дека вложува во себе, гледаме дека чита и гледаме дека еве на пример како што еден од ретките во Македонија кој што и на македонски и на албански има еден степен на изразување, еден јавен говор кој што е за пофалба. Сега тука мораме да го Истото не може да го кажеме, можеме да го кажеме да речеме за Фатмир Бесими кој значи во Стафордшир има завршено окей универзитет во Обединетото кралство, нели? Ја се соочувам со британско образование и сваќам дека озбилна работа завршил човекот, квалитетен човек, доктор на науки. Ти реков, значи многумина од целиот Балкан завршија таму на таа програма, тоа не беше играчка. Значи. Паметен човек, достоинствен човек. Сега со финансииве малце како им добро, они со Груевски беше окей кога беше, нели? Не. Добро, види, он има аура на технократ, нема аура на политичар, факт. И сега покрај овие сите што ги кажу, значи Муса Џафери, Изет Меджити, овие двајца од нигде ти се наметнува Артан Груби. Тоа е голема мистерија, мора да ти кажам. Енигмата за тоа и одговараат на социјалните мрежи албанските интелектуалци како Джевџет Хајредини, кој би сакал да го имаме деновиве овде, да го договориме. Ние се познаваме двајцата со господинот Джевџет. Джевџет е супер. Извонреден човек. Таму е комшија ми утефталиџа. Неговата теза е дека Артан Груби поседува бомби. Абе сум го слушнал тоа, сите ги држи за, ајде не кажам шо, благодарение на овие бомби. И сега пази. Сите ги држи, се вика на ситен ланец. На ситен ланец. Добро. И дека оној обид преку она парамедиумине да се изгори Ермира Мехмети, која беше буквално со тие бомби изгорена. Пак ќе ти кажам, за нејзе, нели 100 пати сме зборили, зошто кога зборуваме за нејзе, зборуваш беше. Како беше? Па не беше шо, жената, ја по мене уште не го кажувал што после зборува политиката. Види се и по мене, но неа ја нема на политичката сцена поради тоа. Тоа е факт, ја нема заради овој. Поради Артан Груби. Ликов. И сега, она беше изгорена од него со тие бомби, каде што на вистина работи од личниот живот на еден човек беа изнесен и на една жена. За најголема осуда тоа е. Не за најголема осуда, за тоа треба да се одговара, не знам како. Значи личниот живот е личен живот, нема врска со политика. Не, па знаеш дека за таа работа има и кривично дело. Сега мислиш че никај нас го внесува, така? Не, да. И да не го внеле. Може да се извади од нели? Апсолутно. Да. Сега, така што може да се сомневаме дека веројатно тука има нешто. И дека можно е дури и Ковачевски со овие бомби да е држан од страна на Артан Груби. Не верувам во тоа. Ја мислам, не верувам. Па кој лик бил бе па да го држат за било што? Кој? Ковачевски. Па, бебе, Зоран Божиновски, ова што го вади, гледаме дека бил некој лик. Извршител. Што ако извадиме... Извршител, ајде се. Добро да, ама извршителите најмногу одговараат. Тоа го видовме по примерот за 20. Да, види, да не правиме од некој од случаен лик, нели, да не го креваме во небе. Добро, јас ти викам. Нема причина, мислам, како ти кажам. Немој случајно Артан Груби да е оној кој ги држи сите. Значи нема теорија. Ајде да не правиме. Артан Груби, види, од ти текнува тоа беа као легендите кои што извира околу на времето околу Сашо Мијалков. Која беше мојста на Сашо Мијалков? Па, да стане милиардер. Не, која беше мојста? Што беше изворот на неговата моќ? Семејната блискост на Никола Груевски. Апсолутно. Имаш ли тоа автономна моќ сама по себе? Немаш, никаква. Да. Никаква. Да се разбудеш на едно крајот утро. беше... Абе, да се разбудеш едно утро Никола Груевски да кажеш, еј, браточе, тај мал се прошатеј, толку ке беше. На крајот тој беше тој што во истите тие бомби видовме како му се обраќа на Груевски со шефе. Ама не ости тоа, ја не сум ги слушал, тие работи немам намера да ги слушам. Но се враќаме сега на ова другово. Идица друго мене. Не, сакам да ти кажам, и Артан Груби која му е мојта? Али Ахмети. Толку, ништо повеќе. Блискоста со Али Ахмети. Само толку. Му единствената моќ. Ивица, знаеш што ме зачудува, би рекол. Види сега,
На локалните избори нема да се согласиме, тоа е факт, нема што да се согласуваме. Видовме еден дебакл на СДСМ, особено во Скопје, каде што ВМРО ДПМН нели победи со Данела Арсовска, но и да не беше Данела Магаре да врзе, ќе победеше во Скопје, затоа што навистина во Скопје атмосферата беше таква каква што беше. А Петре Шилегов и СДСМ се ваде на тоа дека нив Дуи ќе ги поддржи и Дуи ќе им ги даде потребните гласови за да победат во Скопје. Нешто што де факто не се случи. Батали ги веселите математики на. Да, но сега СДСМ и покрај тоа што тогаш се изгореа со овој И пристап, пак на истото одат. сега повторно Дека ги СДСМ сгреши. одат на истата агенда дека Не, не бе, сега Дуи ќе ми ја донесе победа. тврда дека СДСМ заедно со Дуи не може да, кога се обединети СДСМ и Дуи како глас, дека не може кандидат на ВМРО да го надмине тој глас. Еве јас се кидам со една контратеза. По мене до таму е доен работава да можеби не еден, може 20 ќе надмине тој глас. Значи, ако продолжи вака СДСМ, нема да им влезе кандидат во вториот круг. Мислиш? Дури да биде поддржан од Дуи. Има една друга теза исто, тоа е дека Стево Пендаровски се помалку сака да биде председателски кандидат на СДСМ и се повеќе сака да биде независен. Што ќе кажеш за ова? Како ќе биде независен? Ќе се кандидира како независен и ќе го Кој ќе го поддржуваат. гласа? Се не знам, тоа треба со него да направиш муабет. Чекај се, прво треба да собере подписи. Мислам, Ванковска барем има лајкови на Фейсбук. И она не успеа. Па, ама дојде близко. Да. Значи, без поддршка, а што сада се будали, нема да го... Мислам, види, ај да бидеме искрени. Сигурно ќе поддржи СДСМ, се сомневаш? Кој? Стево Пендаровски, ако реша, така? Да, но доколку ги направат председателските пред парламентарните, односно не се заедно, но постои голема веројатност ВМРО ДПМН да ги бойкотира председателските избори. Види, ако одат на некои луди варијанти, тогаш тоа е моќта на... Тоа е моќта на... Сега, Да. и доколку ВМРО ДПМН ги бойкотира тие избори де факто Значи не, ќе да не нема... влагаме во тоа сценарио, сега во моментов, Цензус. ајде да видиме сега, да видиме што ќе се случува. Ајде да А видиме. ова го носи Талат Џафери на председателската позиција Боцевски. Значи ВМРО ДПМН до сега покажа во два циклуси, во 2004 година и во 2019 година, која можеше да игра на таква варијанта, не изигра. Затоа што не сакаше да ја внесе Да, државата но во сега уставна ќе криза. бидат принудени затоа што СДСМ нема да ги направат. Абе, ќе има преговори, ќе има разговори, ајде ќе видиме како тоа ќе заврши. Ова е сега загревање пред да се утврди датум на избори. Ајде да оставиме, да доеме до ова. Меѓутоа еве предупредувањето што го кажавме нека звони. Ивице, дали Мислам сакал јавно да ја прокоментираш сликата што ја направи за денешна емисија? Го виде Зечевичка? Го видев, да. Го видев. Јас мислам дека треба подлика да завршуваме, а? Можеме да завршиме уште малку, да видиме само да не им останеме нешто должни на слушателите Ивица, затоа што сепак ние имаме огромна одговорност кон оние кои не слушаат. Почитувани слушатели, доколку имате било какво прашање, гледам дека ви има многу на нашиот стрим во живо, ве молам, напишете ни коментар, порака и ние ќе продискутираме заедно со вас, затоа што за разлика од владата која не работи за вас, ние работиме за вас. И да ви се извиниме таманчо не исклучија од непознати причини. Да, но ние имаме резерва. Само да видам, втор ден разговори помеѓу Путин и Ши, и Ши се очекува подпишување на 2 договори за соработка. Ивица, оваа одлука на Европскиот трибунал
Кој го Не е европски, не меѓународен е. меѓународниот трибунал Да. кој е непризнат од Русија и Америка. Така да. Мислам и од Кина. Па, трибунал кој е непризнат од трите најмоćни сили, но сепак е од европското тло признат. Од Европската унија. Од Европската Види, ова за нас унија. повлекува одлука. Ако на пример Путин дојде во Македонија, ќе треба да биде уопштен. Па Путин до сега не дојде во Македонија, па сега ќе да. Добро кажувам, само знаеш кој се последи. Меѓутоа мислам дека ова е потек кој што води кон ескалација на судирот. Ова не е потек кој води Го кон гледав деескалација, туку Бајден, кон Бајден ескалација. ја вика, да, вика Путин е воен криминалец, ама ние вика не го признаваме тој суд. Беше многу интересен коментарот на Бајден. па види се. Многу интересно. Знаеш што на тука ќе се Америка и Русија се најиспротиставени нели во оваа војна на еден или на друг начин, односно Америка е најголем поддржувач на Украина и да не е Америка веројатно Украина може би немаше да капитулира до сега, ама многу полошо ќе и одеа работите да не е меѓународната помош, а и самиот Зеленски го говори. Сега и покрај тоа што Америка де факто ја поддржува Украина, во однос на Европскиот суд си има својата принципиелна позиција, тоа е, ние тој суд не го признаваме. Ма нормално и не само тоа, туку на пример еве и знаеш дека Македонија токму заради Америка не е усогласена со целосно во делот на поглавието за надворешна политика со Европската унија. Добро. Затоа што принудени од Америка во времето кога ние баравме членство во НАТО, ние подпишавме меморандум дека и покрај тоа што ние го имаме ратификувано статутот на Меѓународниот кривичен суд, дека ние нема да екстрадираме американски државјани пред овој суд. И од оваа точка ние ќе мора да се откажеме во текот на преговорите. Не сум го знаел. Како што други земји се откажаа. Ово е факт на вистина. Еве сега го знаеш. Значи други земји од Источна Европа има иста таква одредба. Во текот на преговорите се откажаа од тоа затоа што да се усогласат со статутот со надворешната политика на Европската унија. Значи овој суд беше направен во види, што е најинтересно, Америка има многу интересна историја со судот. Бил Клинтон го потпиша, ама никош не го стави пред ратификација овој инструмент. Де факто, значи едноставно Соединените американски држави не сакаат да Па не сака, знаеш зошто? Затоа што има општа юрисдикција. И сега при општа юрисдикција тоа значи дека да речеме ирачаните, нели зборувавме вчера во емисијата, може да покренат постапки. Војска, знаеш како е, кога има судири, како вели Милован Джилос во неговата книга. Постојат праведни и неправедни цели, ама нема праведни војски. Да. Значи да не се сомневаме, види, воени злосторства дека секоја војска во својата во секоја војна направила воени злосторства. Но суштината на војната е воени злосторства. Дури војските што се бореле за најправедни. Не постои војна во која загинале само војници, тоа е суштината, Ивица. Абе постоело додека биле немасовни војните, додека би презнаеш пред Она што мене ме шокира во целата оваа приказна, Ивица, е тоа што ние не одиме кон едно смирување на ситуацијата во Украина и дека сите страни, од една страна Русија, која иако повеќе од година дена е нели заглавена во Украина од една страна, но и Западот со огромните финансии, сиски и воена помош за Украина од друга страна, мене ми е нејасно како може во 2023 година во ова современо дигитално доба каде што теми би требало да бидат, не знам, глобалното затоплување, environmentот, како се вика environment бе на македонски, окружување, животната средина, има убав термин, напуштање на фосилни горива, олеснување на животот на најранливите категории преку одредени дигитализации и така натаму, наместо да се бави светот со овие работи, ние се бавиме со една примитивна војна. Каде што на крајот од таа примитивна војна, кога сеќе се разобличи, кога сеќе падне доле, доаѓа само едно, а тоа се ресурси. А чекам нешто те прашам, што беше поразлично, што
Што била поразлична било која година во светската историја? Види, Од ова. поразлично беше што е? што од војната во Ирак, која беше исто нешто слично, па наваму, ние гледавме една своевидна, барем големите сили има една тенденција да не учествуваат во големи конфликти. Сега ова ти е произволно. Што беше па Либија, па кажем? Либија беше внатрешна приказна. Значи поддржана од големите сили. Ајде сега. Либија беше хибридна војна, но разликата помеѓу и јас сакам Како да има... хибридна гинел народ. Ама гинал народ, но не беше тоа војна во која што големи сили, меѓународни големи сили беа на спротивставени страни. Еве сега се. Не беше инвазија на ниедна голема Не, сила. сега се. Па тоа е проблемот. Во Либија сега се. Кои се сега? Во Либија сега ги имаш вмешани и американците, и италијаните, и французите, и русите, Да, и Обединетите арапски емирати, и Египет, и Турција, и сите тие поддржуваат различни страни. Они поддржуваат различни страни, но разликата е што никој има таму кој што има Русија 30.000 трупи на терен во Либија. Тоа нема. Значи, Тоа сакаш сакам да ти кажам. голема конвенционална војна или што ти е идеја? Голема конвенционална војна ние не сме виделе од инвазијата на Ирак па наам. Не, ние не сме виделе од Босна. Сега да бидеме искрени. Ме разбираш што сакам да ти Босна кажам. беше Босна, И сега ние да. повторно наместо ти викам светот да се фокусира на овие Не, види се, ама се, значи, повторно се меѓу враќаме. другото, види се. Ако гледаш така, еве, па немало голема војна и крајот на 19 век која е? После француско-пруската војна нема голема војна. И се ако одиме по твојата логика. Така? Па не требало никој што значи знаеш првата што е- светска војна. Не, дозволи, еве да ти кажам аргументите. Пази, ова е уште поинтересно. Не постоеле гранични премини, Љупчо. Тотално слобода на Ивица. патување. Чека да се докаже. Да. Понатаму, трговски проток, сосема слободен. А ја те разбирам. Се, пази, најопресивен главен град во Европа се сметал Санкт Петерсбург во тој период. Знаеш ли колку полицајци имал Санкт Петерсбург? Колку? 4. И сега, И сега не сакам да ти кажам сега овакво. и сега една споредба од крајот на Ајде. 19-тиот век и сега. Крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век. Ако сакате средината на 20-тиот. Ама не види исто како сега. Ако Откритија, сакате весници, не, движење. но што е разликата? Што е разликата? Се до Втората светска војна, се до Хирошима и Нагасаки, добро. човештвото можело да си дозволи да има голема војна. Денес нова голема војна може да значи бришење на човештвото од лицето на земјата, враќање во пештера може да значи. Затоа што Ивица тогаш немале вакви технологии Добро. нуклеарни, тогаш немале дронови, тогаш замисли Хитлер да имал дронови со на негово размислување, да имал нуклеарна бомба на располагање. Жива среќа што германците научници на американците им ја дадоа. Не им ја дадоа, и они работеа, меѓутоа не ја доработеа. Значи, Жива среќа што не ја доработеа, тоа е вистинскиот термин. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Тоа е разликата меѓу Втора светска војна и денес. Во Втора светска војна да го знаеме тоа. За тоа сум ја загрижен и па не е шокиран. прв ова судир таков. Каде што не е ова прв судир каде што една воена сила интервенира со војска. Така? Добро. И цел свет е на другата страна. Да. Кој е тој? Како? Кој е тој? Не е цел свет. Кој цел свет? Виетнамската војна што е? Кореанската војна што е? И тогаш се играат нуклеарни сили. Разликата помеѓу виетнамската и кореанската војна е тоа што сега ќе ти кажам. Во виетнамската војна имавме па ако може да се спореди ова со виетнамската војна, тоа би значило дека Русија треба да изгуби. Како Русија изгуби виетнамската војна? Па заради тоа што тој што направи инвазија во виетнамската војна, тоа е Соединетите американски држави, изгуби. А Кореја како стаиш тука? Кореја е малку поинаков пример, тоа е граѓанска војна. Не е граѓанска војна, и тоа е војна преку посредници. Но И тоа е војна преку посредници. И на крај кој изгуби, тој што направи инвазија победи тогаш. Кинезите.
Да. Значи не баре, Но значи сега од денешна перспектива, ако ги прашаш што се случува во Северна Кореја и ако ги прашаш дали победиле, ќе ти кажат значи не баре така се, знаеш, онака, значи ја гледам еве некои колумни тука пишуваат некои дури бивши министри што беа по Deutsche Welle едно друго и така знаеш, историјава, знаеш, ќе земеме од овде нешто, ќе сплеткаме колумна што не може да што аја ставиш паѓа не целосно. разговараме, зборуваме дека Значи, да се согласиме. На европско тло ова прва војна после Втора светска. Не е прва војна, Босна бе, Љупчо, што беше Босна? Како граѓанска војна беше. Како прва војна? Граѓанска војна не беше. е прва војна. Ама значи не имај вака да зборуваш. Босна беше граѓанска Косово војна. што беше? Граѓанска Хрватска војна. што беше? Граѓанска Не, војна. без разлика војна ли е? Ама граѓанска дали е војна? Дали е војна? Дали е војна? Војна е. Значи Ама не е дали прва е војна. граѓанска? Ви срамота е види. Дали е инвазија? дозволи. Дали дојдоа американци да окупираат Срамота е Сараево? ние од Балканот после сите овие жртви да влегуваме во нечи наратив. Не е така. Ова не е прва војна. Прва војна на европско тло после Втората светска војна беше војната во Босна. И војната во Хрватска и војната на Косово. Постои жртви една имаше страшно огромна разлика. Овака, не, каква разлика? Затоа што Војна беше. Војната во Босна. Види се, затоа што не е модерно се, завршува работа. Не зборуваме дали е модерно. Војната во Босна беше војна на Срби против бошњаци, односно босанци против хрвати. И тоа не е уште Сите три утврдено меѓу целосно. себе се тужат се, нели? Пред меѓународен суд дали е значи, така или било инвазија. А кој направил Па инвазија? Босна вели дека Србија и Хрватска направили инвазија. Директна инвазија ние немаме. Не така вели Босна. Па сега тоа се некаков аргумент, тоа е некаков на крајот аргумент. во Хрватска па војната па Господ знае како да ја дефинираме Хрватска што е се етничко случи. чистење на србите од Хрватска. Тоа беше што се војна. случи кога почнуваше војната 91. Значи Кој претходно па сакаат да прават имаше ли република? независна, немаше ли што, значи, ама ние од Балканот да кажеме дека ова е прва војна после Втора светска војна, не е. Но Напротив, овде имаше ова е војни. Прв случај. Добро. Значи каде што прва војна не е прва војна, управо си, но е прва војна во Европа по Втората светска војна во која што имаш една држава да изврши инвазија на територија на друга држава. Добро. Тоа е прв пат, така се согласуваме. Добро. Тоа е проблем. Тоа е проблемот. Во граѓански војни ќе има. Значи се распадна меѓународниот се распадна, например, системот на Европа за европска безбедност. Се распаднаа границите. Исцртаните граници по крајот од кај доаѓаме од Југославија или доаѓаме бе? на Како се распад, чекај се, еве го примерот. Се распадна границите. Што беше обединување на Германија? Беше ли распад на граници? Беше. Ако земе принципот од опсе, така, неповредливост на граници. Се избриша ли една цела граница? Се избриша. Добро, тоа беше. Што беше Чехословачка? Што беше Советскиот сојуз? Што беше СФРЈ? Со една единствена разлика, што тогаш мислеа дека нели со падот на комунизмот настанува една светска идеологија и така натаму. И кај доведе тоа? Еве до што доведе тоа? За жал ситуацијата е ова, но овде да се вратиме мора да се вратиме оваа војна, затоа што мора да прекине. доколку продолжи вака, доколку продолжи оваа крволочност таму, постои можност за ескалација. Не да Боже до нуклеарен судар. И тоа е тоа што не плаши, затоа што е вовлечена една нуклеарна сила. Да, и една држава која се откажала од своите нуклеарни бомби, затоа што нуклеарната сила што ја напаѓа и гарантира безбедност и неповредливост на граници. Будимпештанскиот меморандум е тоа од 95-та година, меѓутоа кршење на меѓународно право од една страна. Значи кршење на меѓународно право од страна на Руската Федерација, која сега се вади на косовскиот преседан. Јас сум и во двата случаи сум за оној кој е меѓународното право на негова страна. Во едниот случај тоа е Србија, во другиот случај тоа е Украина. Тоа е мојата позиција. Кој како ќе ја свати не знам. Очигледно луѓето сакаат да гледаат геополитички на работите, а мојата позиција е дека ако не се почитува меѓународното право и ако нема меѓународно право, тогаш ние живееме во свет без кучиња и во свет без правила. Тоа е анархија. Меѓународното право во Косово беше на страна на Србија и до ден денес е, но србите немаат некоја полза од тоа. А меѓународното право во Украина
е на страната на Украина и гледаме дека за жал и украинците немаат некоја фајде од тоа. Меѓународното право во спорот за името беше на страна на Македонија. Не со меѓународното право, здравата логика како Добро, еве Ивица додава, но Македонија не виде некоја фајде од таа работа. Суштината е дека во свет во кој не се почитува меѓународното право, ваквите ескалации се очекуваност и ваквите ескалации може да доведат до фатални последици за човештвото, затоа што овој пат како никогаш претходно имаме една ситуација во која што една од страните во војната е нуклеарна сила, тоа е Русија, а другата страна има целосна поддршка од други нуклеарни сили, од други нуклеарни сили. За сега гледаме разум, барем во делов со нуклеарно. Разум не гледаме, во војна нема разум. Умираат цели градови се брише. Таму видов некое село, некој град од 4-5 колку Росоман срамнет со земја во Украина. Не постои ништо, го нема повеќе. Знаеш она. Разум нема во војна, но гледаме дека барем веројатно има некаква комуникација помеѓу големите сили. Пред се тука мислам на Русија и Соединените Американски држави и Велика Британија, Франција и Германија. Ќе ги ставам како една петорка. Па ја мислам дека мора да ги прошириш сега, пази се. Кина ја забореи. Не, во однос на ова со нуклеар, Кина е малце се држи на страна во однос на ова со... Не заврка Кина направи во изминатиот период еден дипломатски зборувам за делов, не заборавај, никој не смета, никој не се плаши дека Кина ќе фрли нуклеарка. Да се разбереме во овој момент. Абе немој така се. Од таа перцепција. Значи, немој така се. Од таа перцепција, затоа ти ги спомнувам. Значи, затоа што со овие имаме ризик. Имаш уште една нуклеарна сила Индија. И таа не е тивка. Па да, ама не гледаме дека Индија нешто би станала дел од овој конфликт. А Северна Кореја еве прашува една наша слушател. Не, ама чекај се малце како Северна Кореја имаат проблем, не им добацува како не е дел од овој конфликт Индија голем, види се. Светската политика се стави во движење со индиско оружје нема нигде таму, тоа сакам да ти кажам. Добра, ама дали купува Индија нафта и газ од Русија? Тоа е друга работа и ние дали го препродава на ЕУ? Еве нашиот министер кој беше во за економија вели направиле диверзификација на енергенсите. Што прави? Знаеш ли што е според него диверзификација на енергенсите? Што? Значи рускиот газ го купуваме од други земји со маржа. И тоа е диверсификација на енергенсите. Го либерализираме. Нема, смешно е. Го демократизираме газот руски со тоа. Подигрува со наша интелигенција. За како тоа? Знаеш, ке видевме значи ке се сменеше стратегиската раменка да беше поинакво. Значи светот е едно големо движење, овакво со оваа војна. Во права си. Значи војната е лоша работа, колку што е можно побрзо треба да се стави крај на војната. Ако ќе заврши војната, тогаш... И секој оној кој размислува различно од ова има сериозен проблем и треба да оди на психијатар. Значи секој оној кој мисли дека треба некој да биде убиен, треба некој град да биде срамнет со земја, треба некој да биде избришен од лицето на земјата, треба да посети психијатар. Постои установа за таа работа. А гледам по социјалниве мрежи дека во Македонија се повеќе луѓето навлегуваат во таа работа и еве до нивните блиски. Доколку видите дека имате некој близок кој се радува на убивање, се радува на запалени села, се радува на човечки жртви. Човек би може на тоа страна. Има се радуваат по социјални мрежи. Доколку видите некој во ваше обкружување кој го прави тоа, повикајте психијатар, однесете го, видете го, ќе му дадат апченца, има денеси терапии. Не е срамота да се оди на психијатар, затоа што нормален човек не може да сака крв и не може да сака убивање. Човештвото одамна ја има поминато таа зверска фаза, а тоа е од моментот кога биолошки нас не се има развиено неокортексот, така што неокортексот е дел од нашиот мозок кој односно главниот дел од нашиот мозок, од каде што доаѓа креативноста, од каде што доаѓа информираноста, доаѓа
науката Не, во и секој така случај, натаму. Зверските тенденции се малку поназад во животинскиот мозок, да. кој некогаш сме го имале во процесот на еволуција. Ако воопшто верувате, ако не верувате во еволуцијата, не ве праќам на психијатар, треба да идете у школа. Тоа има разлика. Неписменоста не е психичка болест, нели? Во секој случај, пак ќе кажам, војната продолжува. Вчера и Олаф Шолц имаше една изјава дека не очекува војнава да заврши барем за уште една година. Истоштувачки е веќе. Истоштувачки е веќе за... Па тоа е, види, за ова се сите. вика, ова што сега се случува на фронтот е токму тоа. Војна на истоштување, на англиски викаат War of Attrition. Значи каде што Да, на крајот сум нели читал. победува тој што има поголема можност да издржи еден ваков судар. Тоа е тоа. За жал. Мислам за жал на обичниот народ. Една будала. Македонија треба да се прочисти од неолиберални фашисти и предавници. Значи, не. Како? Значи, Македонија не треба да се прочисти од ништо. Од ништо не треба да... Добро, едино од комарци кои имаат такви работи. Ама ја ги разбирам, од види. ѓубре. Не ги разбирам, меѓутоа знам од каде ова произлегува. Ова произлегува од ароганцијата со која што вдека Зоран Заев го смени името, а овие што му трецира глумеа дека они се некако попаметни, понормални, поинформирани од сите нас останатите. Значи тоа создаде невиден гнев, Не, прво. баш кај што промената на името и сето што се случуваше понатаму прави на таков брутален, таков еден никаков начин, Не, тако прво. со газење на цел устав, не демократија на друго и сега чудно ни е зашо од каде овој гнев на луѓето. Па таму е тој гнев на луѓето. Прво, нас не треба ни треба ни треба да биде една друга ситуација во Оптекивица. Која? Па види сега, ние во Македонија имаме луѓе што врска немаат што е неолиберал. Бака да ги прашаш што е тоа неолиберал. Како бе? Еве сега овој да го прашаш што сака да ги прочисти неолибералите. Не. Значи, што е бе неолиберал е? Извини, Ајде професор си, кажи му на овој наш слушател што е, да не употребам, што е неолиберал? Значи неолиберал, ќе му кажеме на слушателот, од таму му го разбирам неговиот гнев, е застапник на идеологијата која што целокупната македонска економија, која што припаѓаше на сите, префрли во раце на неколкумина и при тоа вдека луѓето останаа без работа, фабрики се избозатвара и земја беше направена. А не, тоа е тоа е и негово толкување, тоа е ваше толкување за тоа што е неолиберал. Тоа е. Ама не е тоа неолиберал. Што е? Еве ти што е неолиберал. Ај се, од Википедија А, не бе, каде е Оксфорд. Википедија извит? Кога е What Википедија? is- Ајде. Неолиберализам. Нема да ми докаш, Липчо. Не бе, не, Oxford Dictionary, одиме. Да. Или Инвестопедија сакаш. Неолиберализмот е идеологијата на плячката. Ете тоа е. Еве, Oxford Dictionary. Еве ти. Неолиберализам, наун, еве ти. Вика, тип на либерализам кој фаворизира глобален, слободен пазар без голема владина регулација со бизнис и индустрии контролирани за профит на приватните собственици. Што е ова? Па истото, ја тоа истото го кажав. Не. Последиците се ова што Ама јас го сега зборувам. види, Не. Ти Липчо, ова, значи сега види, последиците се тоа што неолиберал. јас го зборувам. Неолиберал. Значи е човек кој? Ама не. Неолиберал. Остави се тоа. Неолиберал. Остави се тоа. Е Последиците човек- се ова што ја ги кажав. ајде се. Неолиберал Да не, е човек, неолиберал е човек кој смета дека владините интервенции придонесуваат за поголеми проблеми во економијата. Еве, на пример, сега замрзнуваат цената на лебот, види како пцујат сега земјоделците што произведуваат пченица, затоа што тоа ќе им падне откупната цена. Регулацијата на пазарот на овие луѓе им прави штета. Они нема да можат да преживеат ради тоа што владата замрзнала цена на лебот, затоа што сега тие што ќе им откупуваат многу поевтино. Липчо, кој И неолиберализмот вика кој пазар не е регулиран во било каде во светот? Постои ли пазар кој што не е регулиран?
Работата е како е регулирана. Па работата а не е како тоа... и колку е, па тоа е суштината на неолиберализмот. Не, суштината на што е неолиберализмот, можно да. помалку, Добро. да е што е Добро. можно помалку регулирано, затоа што креативноста на приватните бизниси, ме разбираш? Креативноста на приватните бизниси и начинот на кој што тие за профит ги прават работите секогаш е по ефикасен од она што е држава, и тоа еве доказ сме ние, затоа што ова радио кое е приватно, мало, никакво едва и плата зијаме, е далеку подобро од македонско радио на Сабајле да го слушаш, каде што сега е досадно умор. Ради тоа што ние сме приватно радио и ние мора да понудиме креативна суштина за луѓето да не слушаат. Тоа е неолиберализмот, у суштина. Неолиберализмот е приватната иницијатива да се наметне над државната регулација. Ние баш ради државниот етатизам, неолиберализам, кој неолиберализам е што државата му го дала тиквеш ме Свето Јаневски. Каков неолиберализам е тоа? Тоа нема врска со неолиберализам. Тоа е директна државна интервенција. Неолиберализмот е против државната интервенција. Значи, види се. Значи, директна... не е така. Во пракса е поинаку. Ама сега Во пракса е поинаку. Во пракса е Во пракса е многу поинаку. Во пракса е ова ти што го кажуваш. Во пракса што јас го зборам. Ова ти што го кажуваш е доктрина на радикалната левица. Како да не. Доктрина на радикалната левица. Како да не. Која сакат како неолиберализам Како да не. се што не и се допаѓа. Како да не. Се што не и се допаѓа да го Има здрав разум, здравиот разум покажува дека која ќе се остави како се вика, која ќе се остави на слободниот пазар, што се случува? Слободниот пазар го гледа само профитот. Профитот на крај завршува со што? Завршува со катастрофи. Што се случи 2008 година во Америка? И на крај, што се случи? Државата кого спаси? Ги спаши плячкашите. Не го спаси народот, што ги изгуби куќите. Така што човекот си управо за таа работа. Сега не звикам ја да се прочистува една друга, меѓутоа вака да се соочиме. Никога ќе се соочиме, многу полесно се тераат работите. Овакво. Еве да се соочиме, најреално. Значи, Кој доби, значи на крајот, кога заврши журката, добре. пак си ги добија бонусите, влакна од глава не им фалеше, луѓето ги изгубија куќите. Државата овие будаливе ги спасуваше. Како? Како? Ете, ако нема како? државна интервенција, ако е неолиберализам, Не е така. државата Не е нема така. да спасува Не никој. е така. Ким Не е каже така. Не е пропагајте. така. Еве ви пример Не е на така. неолиберална политика во однос на банките, за разлика од Не е така. контролирана. Не е така. Барак Обама влезе во со државни пари ги спасуваше банките, да. Така. Ги спасуваше. Џо Бајден сега пак пропагаат банки во Соединетите Американски држави, вика, Не е така. нема спасување. Не ги спасува. И како не ги спасува? Ги спасува луѓето кои имале пари во тие банки. Банките не ги спасува. Тоа е државна интервенција вторава? И тоа е. И каде е тука принципот на Но ризик? тука е тој делот за осигурување што го имаат банките и така натаму. Не си во право. Не си И во како право. не сум во право? Има плафон до каде се спасуваат, значи шо прави сега Бајден? Бајден си ги спасува спонзорите. Добре, да. Не го спасува народот. Има, пак е истото. Не е истото. И како не е Не е истото? истото, затоа што Ај, претходно извини беа се. оние Не, кои има создадоа плафон. кризата и кои ризикува беа спасувани. Има плафон до каде таа работа има плафон до каде се враќаат парите. Во одлучно сите да не ги врати парите. Шо е тоа? Извини, некој земал ризик, некој штедел. Тој што штедел треба да му се вратат парите. Тој што земал ризик не треба да му се вратат парите. Тоа е едно. Второ, во Британија, таа банка што пропадна, не знам дали виде. Што? Едно што ја спасија, под друго име или не знам како што ќе прават, ќе се спајат на друго. Второ, им платија и бонуси на менаџерите. Вака се. Лепота. Мислам, тоа е неолиберализам. Не, тоа е далеко од неолиберализам. Тоа е неолиберализам. Значи, почитувани слушатели, исто како и вие кои овде без незнайки се државна интервенција ми ја прикажуваш како неолиберализам. Јас стварно не разбирам, човек, како да се разберам со тебе. Па не можеш да државна интервенција не може да биде неолиберализам. И сите, и овие тука кои ќе прочистувале некаков неолиберализам, у Македонија нема неолиберализам. Не постои такво нешто. Нема неолиберализам? Нема, во Македонија нема. Нема. И овие што само едноставно на една благодарна, софистицирана, современа, напредна идеологија
и лепите етикета затоа што сакате да ги обстоите за останатите, примитивните, долните и коруптивните идеологии. Тоа е. Тоа е суштината. Тоа е суштината. Неолиберализмот значи да нема државата да нема мешање во приватниот бизнес. Точно. И тоа што Свето Јаневски го зема од тиквеш од страна на државата за без пари не може да е неолиберализам, тоа е спротивно од неолиберализам по секоја можна идеолошка, економска и било каква сакате дефиниција. Значи нема идеологија која што не пропаднала повеќе од идеологијата на слободниот пазар. Значи буквално од кога постои модерната држава и од кога постои модерниот капитализам, дојдеме во вакви моменти, има пропаст. И мора да влегува државата, мора да има интервенција, мора да има регулатива. Според тебе се државно треба да биде? Не, ја викам дека треба да има сериозно регулиран пазар. Сериозно регулиран пазар, затоа што кога во моментот кога ќе се зашто тогаш да има пазар? Не, треба да има токму заради ова што го зборуваш, затоа што тоа возможува приватна иницијатива, но до една граница. Јасна е границата која е. Јасна е границата која е. Далеко е тоа дека не сум против регулација, но значи која е границата? Границата тоа е разликата меѓу тебе и неолибералот. Ти викаш границата да биде тука, неолибералот да биде, вика за да биде покреативно, треба да биде малце подолека. Да, неолибералот е човек што глуми дека идеолог, а во суштина сака да се користи трошките од трпезата на олигарсите и на хипербогатите. Не тоа е неолиберал. Еве ја од неолиберална позиција ви кажувам дека сите олигарси во Македонија нема никаква приватна иницијатива, дека сите од прв до последен се најобични пиони на службите во минатото кои некако се збогателе честни исклучоци, два тројца тука. Ајде да не ги спомнам. Види, ако гледаш така и глобално, нема ни едно големо богатство не е направено без монопол. Кој монопол бе Apple го имал? Ни едно големо богатство не е направено без монопол. Кој монопол го имал Apple? Ќе видиме, ајде. Кој монопол го имал Стив Джобс? Ќе видиме. Ќе видиме како тоа ќе помогнале со тие договори што ги направил со IBM и така натаму, но ќе видиме како тоа ќе чиста инновација, чиста од почеток до крај. Кои се границите што ја ги ставам? Луѓето треба да се имаат пристојна пензија. Ама да работат бе треба за да имаат пристојна пензија. И да одат во пензија во години кога ќе може некој убав живот да се преживеат. Но да работат, треба да има државно здравство, затоа што здравството е јавно добро. Треба да има државно образование, затоа што на тој начин сите добиваат еднакви шанси. Што туку ги кажа сите сектори кои се дупка у Македонија. Па тоа е проблемот, затоа што сега во моментот ради неолибералната идеологија. Не ради неолибералната идеологија. Заради поранешните марксисти кои што станаа неолиберали. Ради спротивно е. Заради поранешните марксисти кои што станаа неолиберали. Не на тебе не кај на тебе. На тебе најмалку алудирам. Ке тебе е друго, ке тебе е сега младите, дел од млади видат неолиберализам, дел видат левица. Океј, тоа ми е весело. Суштината е дека не, тоа ми е весело. Ако отидете и ако чекате од државата, вие ќе бидете некреативни, вие ќе бидете имаше луѓе кои што беа дел од идеолошката поддршка на поранешниот режим на реал социјализмот, кои што беа големи марксисти. Го преоблекува адресот во 89-90 година, станаа големи неолиберали. Еден од нив е, например, треба во една емисија да ги запознаеме со овој човеков што е сега под истрага за плантаже во Црна Гора. Таткото на црногорската економска политика. Главниот неолиберал во овој дел на светот. Кој што и покрај целото залагање за неолиберализмот никогаш не се има напуштена позицијата на универзитетот во Црна Гора, што е државна позиција. Чекај, се враќаме овде, имаме една ексклузивна информација. Одиме за кратко, вика Ивица, дали знаеш дека Фрчковски нема дојдено на црква во Америка помеѓу народот? Не очекувавме дека Фрчко црква ќе оди. Не, добра, ама види, до сега секој мораме ова да го порачаме. Значи постои нешто што се вика пристојност и внимание. Точно е дека амбасадорот на Македонија при Обединетите нации во Њујорк, дека тој нема конзуларни надлежности. Меѓутоа, во Њујорк и околу Њујорк има сериозни македонски заедници, етнички, има и албански етнички, така. И сега редно е, пристојно е, кога те плаќа државата, тие луѓе најчесто може да ти исте Фрчко, мислам без разлика што е ти. Еве ја формулата, ќе ти кажам што прават грците атеисти, дипломати и амбасадори, така. Главно заедницата се собира за време на литургија, така.
Нема да дојдеш кога почна литургијата. Меѓутоа, кога завршува литургијата, тоа е некаде ке 10-11 часот, луѓето излегуваат, пијат кафе, се дружат. Дојди тогаш. Направим чест. Фрчко да отиде на литургија, Истото. поп да го зачати. Не. Еве кажам каде е непристојноста. Значи, оваа држава те плаќа. Тие луѓе сакаат да те видат. Зошто да не те видат? Отиди таму. Прашај кога се збира и каде се збира албанската заедница. Во Њујорк. Одиди и таму. Значи, елементарна пристојност. Тие луѓе бараат внимание. Тоа се наши државјани, луѓе со наше потекло, кои што се наоѓаат во Њујорк. Значи, елементарната пристојност. Ти не бараат таму секој ден да висиш ти. Бараат да им укажеш внимание. Срамота ако не отишло. Срамота. И ја не гледам дека е нешто срамотно. Значи, да тиеш со Њујорк, со македонци да се дружиш, не е баш некое остварување, според мене. Па не е точно се, значи види, па не си во право, Липчо. Мене ќе ми биде жал, мене ми е жал да речеме, ако не отишол да погледа некој од представите на Бруклин, нели, овакво што е фрчковски. Јас сакам тука кој ќе се врати да го видам малце култивиран, малце поише феминизам да прифати во своите размислувања. Јас сакам да се врати тука културолошки воздигнат. И тука има цркви, тука има Мубардовци ки иде со македонци на црква, тие се собираат секој викенд и он ки иде со нив. Или кај да живее. Не, ова е друго. Значи, дека ве кажам, значи внимание нека им направи на тие луѓе. Нема смисла. Значи нема смисла. Сега претходно Срđan Кереми ми дал овакво, знам дека на матурски го канеа дури овакво во Њујорк и човекот им направил внимание. Одел Пајо Авировиќ, одел Слободан Ташовски. Не знам дали беше кој беше тамо, Насте Чаловски одел, се не знам за Денко. Ама ние еве му викаме на Фрчко, ја ти викам не мора да идеш у црква Фрчко, иди малци искултивирај се да личиш на ништо, да не бидеш онакво селјачиште. Знам дека поштуеш джез, има и добар джез во Њујорк. Ќе ти пратиме распоред ако треба. Представите немој да си ги испуштил, значи можеш и некоја стендап комедија да изгледаш. Има Америка, има многу што да понуди. Имам и на Лонг Ајланд другари, јави се, ќе те прата малце да те прошетаат, да видиш што е вистинска елита, а не ова тука која ти се замислуваш дека си. Не мора да иду црква. Кој на Лонг Ајленд има? Како? Кој на Лонг Ајленд го познаш? Ќе ти кажам после. Добре. Градинарот? Не. Почитувани слушатели кои сме кај Лонг Ајланд, прочитајте ја Големиот Гетсби, одлична книга. Нема врска дали одел сега Фрчко од црква или не одел. Битно, Фрчко не е неолиберал, него цел живот држава го гледала. А еве за овие што ги плюкаат неолибералите, Фрчко ќе го представат како неолиберал. Фрчко е спротивно од неолиберал. Цел живот е на државна цицка, за разлика од Љупчо Златев, кој од прв ден до денес работи приватно. Еве го, моди некако YouTube-че, монетизација, спонзорче, некој рекламче ке капне, не е лошо, се живее. Далеку сме од големи заработки, но сме добри во креативност. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чушевски.